почитувани колеги пратеници, почитуван премиер на Република Македонија. Самиот факт дека во нешто повеќе од 2 години, ова е 5-та реконструкција на влада, дефинитивно овде нешто не е во ред. Не кеда на добро. Според сите параметри ова укажува дека и вие како партија и како владеачко мнозинство се наоѓате во кадровска криза. Тоа е дефинитивно. После, кога станува збор за изборот на тројцата заменици министри во вашата влада, веќе станува јасно дека и покрај Петар Атанасов, уште еден ваш еминентен истакнат член, кој што имавте доверба дури да биде дел и од Паржинската влада, фаќа штрафта од вашата влада. И тој е веќе разочаран, дефинитивно. И што друго да се каже? Ние како опозиција треба да укажеме на сите аномалии, се со цел да бутнеме власта на вистинскиот пат, за да направи барем и нешто добро за граѓаните на оваа држава. Околу ќе започнам, значи многу теми може да отвориме во однос на работата на владата, на СДСМ во изминатите 2 и повеќе години, претежно негативни. Малку е позитивното и сето она што се случи негативно во државата, тешко да го видиме она малку позитивно и дали го има воопшто. Околу реализирањето на програмата. До сега, ама баш ништо не видовме од исполнување на она што го ветивте во вашиот план за живот. Барате цело време изговори дека некој друг ви е крив, дека не сте во можност ради она или оваа причина да ги реализирате вашите планирани проекти за граѓаните, но сепак е повеќе од јасно дека како и на државно, така и на општинско ниво вие немате ништо не реализирано. Ако не се проектите што беа започнати и за кои беа дури обезбедени средства од одредени програми од претходната влада, вие неки имавте можност една лента да пресечете во државата. Дали вие сте ги запрашали граѓаните, дали воопшто подржуваат и во овој момент, како што ве поддржа, иако изгубивте на тие предвремени парламентарни избори во 2016 година, дали подржуваат таква спора, таква никаква реализација на програмата, на вашиот план за така наречен живот во Република Македонија. Од она што ветивте, дефинитивно немате авер да го реализирате. Се фалите со странски инвестиции, но дефинитивно тие странски инвестиции се плод на веќе донесените инвестиции од претходната влада. И сами рековте дека со наплатата од Џонсон Мети ќе се подобрела сликата околу инвестициите за оваа година. Минатиот јануари-јули, мислам на 2018 година, инвестициите во Република Македонија изнесуваат, според сите релевантни институции, 310 милиони евра. Истиот период оваа година, зборувам за вториот квартал, се околу 49 милиони евра, а дополнително кога ќе се земе во предвид дека во вториот квартал реализираните инвестиции се само мизерни 7,6 милиони евра. Тенденцијата е јасна, имаме пат во сите сфери на општественото живење, државата, Република Македонија ни е на колена. Вие тоа сакате да го признаете или не, таа е вистината. Таа е вистината. Веројатно, тоа е одраз на вашата лоша кадровска политика како причина број 1. Вие го докажавте, сменивте огромен број на министри и заменици во нешто повеќе од 2 години владење. Сите овие случувања во изминатиот период влијаат на негативната клима во државата. Ке ве замолам, вие дојдовте
советување дека во Македонија ќе донесете правда. Од правда нема ни П. Конечно, излезете пред јавноста, охрабрете се. Дали и докажете дека можете да расчистите со аферата Рекет, каде што е повеќе од евидентно дека во неа се замешани високи ваши соработници, високи функционери на владеачката партија. Конечно, разобличете кои се Кики, Фрики, Лики, не знам кој од она што го напиша и што го објави суетниот новинар, како што вие го нарековте. Продолжуваме понатаму. Но како? Кога вие, државата, веќе во повеќе моменти, според вашите постапки, сметате дека е ваша лична собственост. Од разговорите со лажниот Порошенко, вие се однесувавте како човек кој што е олицетворение на власта, со самата постапка дека за тие разговори телефонски да не ја извести јавноста, вие со тоа покажавте дека вие се однесувате како Македонија да ви е лична собственост, а не на сите граѓани на државата. Во овој момент ќе се обидам во последните минути од моето обраќање да обрнам внимание на реалната состојба која што денес е многу актуелна. Се надевам, бидејќи доаѓам од земјоделски крај. Нов пожар гори во Повардарието, во Тиквишијата, во Валандовско, во Гевгелиско. Имаме откупни цени на грозјето веќе истакнати. Тие се пониски дури од пред 20 години. 11 денари за вранецот со скоро 22 малигани. Тоа е невозможно, бидејќи технолошката зрелост е веќе помината. Тоа значи дека цената ќе биде не повеќе од 9 денари. За Смедеревката објавена е цена од 9 денари со 17 малигани. Ќе се вратиме на цена од пред 20 години, на не повеќе од 7 денари. Дали ова е намерно предизвикано од вашите луѓе, за да сите овие афери се покријат со една многу голема криза која што ќе ја зафети државата? Дефинитивно, гледајќи што се случува во овие 2 години, јас верувам во едно такво сценарио. Сценарио кое што ќе направи огромна штета. Ја користам можноста да ги повикам градоначалниците од сите овие региони, да ги откажат тие гроздобери, на кои што фрлаат големи средства за некоја си забава за лозарите. На лозарите не им е дојдено до забава. Тие нема да знаат како ќе преживеат оваа година со тие цени кои што им ги нудат откупувачите. И на крајот, би сакал да се задржам малку на политичкиот дел и да ви кажам во очи на сите вас од мнозинството, на целата македонска јавност. Сето оваа штета што е нанесена на државата, може би ќе звучи малку грубо, но близко сме до реалност. Најлутиот душман на Македонија војнички да не покореше, за толку кратко време толку штета немаше да ни направи на нас, граѓаните во оваа држава. Катастрофа! Се е катастрофа! Доста име на граѓаните од такви кобајаги успешни политики. Доста име на младите кои што дефинитивно поверуваа во вашите лажни ветувања дека ќе дојде подобар живот за нив. Тие мислат единствено како да заминат од оваа држава. Не ги интересира ни Заев што кажал, ни не знам кој од опозицијата. Нив ги интересира само едно, како да заминат од оваа држава. Сликата е страшна, верувајте ми, премиер на Република Македонија. Вие кажувам вистината. Овие овде, може би од страв, тешко дека ќе дојдат до еден таков разговор со вас да ви ја кажат реалната ситуација. Ви благодарам.